Благодарам, председателке. Вака, ќе почнам од почетокот заради тоа што сепак имате искуство даночни институција, а не се споредува оваа година во економските показатели со претходната. Се споредува со 2019-та. Затоа што можеби вие тогаш не бевте пратеник, но знаете дека заради пандемијата и во оние пакети на мерки кои што вашата влада ги продуцираше према граѓаните, имаше одредени даночни олеснувања. Ме разбирате? Значи имаше одредени даночни олеснувања како пакет од мерките и затоа не можете вие да ја споредите 2021 со 2020 година. Споредете ја можеби со 2019 па можеме да дискутираме каков бил приходот од даночните, тоест какви се приходите од даноците за буџетот. Понатака кажавте, разликата е што тогаш прекршочните одредби биле повисоки, сега се пониски. Ама има една генерална забелешка каде што во голем дел имам постигнато и согласност со вашите колеги дека треба да идат глобите надолу, но меѓутоа треба да се внимава дали тие глоби ќе предизвикаат одредено девијантно однесување. Еве вас ве прашувам. За оној скандал со мазутот, каде што беа вмешани многу функционери од вашите редови. Дали е доволно 1000 евра казна? Дали е доволно 1000 евра казна за тие кои што направиле пропуст со мазутот за целото тоа аерозагадување? Ја лично сметам дека не е. Дали вие сметате дека е доволно? Понатака јас сум свесен за омразата која што вие и вашите компањони во Петров од СДСМ имате према мене. И сега ќе ви кажам, јас не сум јак на уста, ама сум добар на дела. Вие знаете таму дека во последните 4 години во ниту една друга општина во држава СДСМ не е толку пати декласиран на избори. 3 пати ве победува. Сега да ви одговорам за клиничкиот центар. Вака. По ставката 1К изградба на нов клинички центар во Скопје и во Штип минус 196 милиони денари. Се намалува ставката за минус 65%. И јас не ни знам дали вие знаете каде е локацијата каде што треба да се гради тој клинички центар. Ако сакаме да го градиме тој клинички центар, ние можевме досега од сите оние средства кои што се потрошени, за кои што сме задолжени од минус 2,4 милијарди евра, барем да направиме припрема на теренот. Ја не знам дали вие повторно сте биле таму, но таму нема пат, пристап нема, таму нема комунална мрежа, таму нема струја, таму нема вода, таму нема ништо. Ако вие средства сега останеа во буџетот, ние ќе можеме барем да го припремиме теренот за таа изградба на тој клинички центар. И јас и мојот колега не сме против изградба на клинички центар, но тука има една друга работа. 500 милиони евра грабеж на граѓаните на Република Македонија. За клинички центар со ист габарит, кој што во Србија се гради за 125 милиони евра. За 125 милиони евра, ист габарит на клинички центар, како овој кој што вие го планирате, и кој што планирате да украдете 500 милиони евра. Сега, дали има некој кој што во оваа држава би дозволил влада која што е рангирана на 111-тото место, повторувам, на 111-тото место на индексот на корупција од Transparency International, да се задолжи за половина милијарда евра? Јас ќе ви кажам не. Ама ќе ве потсетам на друга работа. Ќе ве вратам назад на годината 2019-та. Побарајте на изјава од Венко Филипче во општината Ѓорче Петров, каде што вели до крај на годинава почнуваме со изградба. 2019 година немаше корона. Можеше да се почне. Зошто не се почна, колешке? Јас ќе ви кажам, затоа што не се работи. Затоа што тие луѓе гледаат да направат личен интерес, тие луѓе гледаат да украдат. Тие луѓе не сакаат да градат. Дај Боже, еве јас ви кажам искрено, и јас и Владо како пратеници сме проблем за сите ваши проекти, ама не сме. И вие знаете, знаете ли зашто? Пак ќе ви кажам, се сведува на една иста работа. Не се работи. Се гледа како да се украде. Колешке, вие и вашиот пријател, кој што е посученост на нешто уште кратко, градоначалник на таа општина, сте во центарот на корупцијски скандал. Ке ви истражува обвинителство и државната комисија за спречување на корупција. Кажете ми вие вака, каде на друго место во Република Македонија има случај каде што 2 машини се купуваат за 25.000 евра? Кажете. Јас ке сум спремен да ви ги донесам тука документите, да ви не донесам тука понудата од единствениот увезувач во државата и да ви докажам дека тие машини, дури и 2, чинат 100% помалку од цената што е понудена на тендерот. Кажете ми, зошто свесно
е прекршен член од Законот за јавни набавки, каде што за било која јавна набавка треба да има обезбедено средства. Знаете кога се обезбедија средствата? Вчера. А знаете кога е подпишан договорот? Во мај. Колешке, за ова ќе има одговорност. Порано или подоцна, тоа е добро да го знаете. А она кое што вие го кажувате тука и пробувате со некои трикови да се извадите од она кое што го немате сработено, нема да ви помогне. Затоа што граѓаните знаат дека 4 години некој што добил обврска треба да се грижи за нив, а не само месец или два пред избори. Треба да се гради, треба да има капитални инвестиции. Прв ќе бидам да се борам за тоа, но никогаш нема да дозволам некои криминалци да се богатат на сметка на позајмени пари од народот. Благодарам.